Ова е првата епизода од емисијата Заедно. Долго време се мислев како и од каде да почнам да зборувам во јавниот дискурс за оваа тема, за заедништвото, за заедниците, за чувството на припадност и за сето она поврзано околу тоа чувство на припадност. Не знаев од каде да почнам и долго време размислував. Но пред некое време станав мамичка на едно кученце и влегов во една фантастична заедница, која што не ни очекував и не ни замислував дека постои, особено не во таква обемна форма во каква што сега знам дека постои. Кучкарската заедница. И токму во еден момент, кога ја погледнав мојата Бинки, мојата кучка, сватив дека ова е моментот од кој што треба да почнам, бидејќи дефинитивно ова е најсвежото мое лично искуство во однос на заедништвото и во однос на чувството за припадност. Токму бидувањето мамичка на една ваква кучка ми даде некои нови и навистина цврсти, силни чувства на припадност, односно чувство на припадност во една огромна и диверзитетна заедница. Преку оваа кучкарска заедница запознав многу комшии, меѓу кои и две наши денешни гостинки, кои ја имаат честа да заедно со мене да ја отворат оваа емисија, оваа прва епизода и заедно да го почнеме ова ново искуство и ново патување во заедништвото и во се она што е поврзано со заедниците и со чувството на припадност. Денес тука ги имаме нашите Ема и Ава. Ема е многу интересна личност и со години, речиси деценија, се занимава со различни форми на активизам, од активизам во областа на поддршка на социјалните и ранливи групи до последниве 2 години активизам во областа на правата на кучињата и заштитата на бездомните кучиња, но покрај бездомните кучиња таа се занимава и со активизам за заштита на една специфична раса кучиња кои што се особено злоупотребувани, ако добро ја сватив Ема во претходниот муабет што го имавме, особено злоупотребувани во научни истражувања, а станува збор за расата Бигл, чија што представничка денес од таа раса ние нашата најголема кучка во нашето мало Ава. Ема и Ава, која што се крие моментално под маса, но ќе ја видите некаде во текот на емисијата. Добре дојдовте и фала ви што сте тука денес. Добро најдовме и стварно ни е чест. Јас ке зборам и во име на Ава, бидејќи не може да збори. Ама стварно ни е мило што сме дел од твојата емисија и што ќе зборуваме за една убава заедница, која што секако основачи се кучињата. Така, многу јасно. Ема, би сакала да почнеме од почеток и така планирам да ги почнувам сите разговори кои што ќе следат во идните епизоди на оваа емисија, на овој концепт. Кажи ми нешто повеќе за тоа како порасна. Интересно прашање. Може да почнам со неколку работи кои што прво ми падна на ум. Ако помислам на моето детство, прво што ми текнува е дека пораснав со една фигура како Тоше. Тоа ми е една битна фигура во детството. Каде што од прв концерт сум идала, сме киснеле со мајка ми на концерти и ми е, пак ја кажам, битна фигура во животот. Второ, израснав со куче, можеби тоа е голем дел од тоа што сум денес. И трето, во моето детство многу сакав да си играм. Имавме така детски игри, ај ке кажам, фантазии, не знам, некогаш бевме манекенки со перики од мајци на глава или глумевме некој Росалинда, некои такви од шпански серии кои што беа, не знам, хит во тоа време, или сме продавале нешто во мало или така. Некако тие три сегменти, вака прво тоа ми падна на ум.
И веројатно тоа ме формирало денес како личност. Дали можеш да ни кажеш нешто повеќе за твојата конекција со кучето кое што си го имала во тоа време? Па да, види, јас со кучето сум порасната буквално од кога сум се родила од прв ден, таа била дома, пред мене била дома. Од оно што мајка ми кажува е дека таа навистина многу се грижала за мене и ми била вистинска другарка, во смисла, еве јава ќе ни се приклучи веројатно сега. Таа била навистина голема другарка со мене, ме чувала. Ајде си јава, браво. Ме чувала, по кажувањата на мајка ми со неа сум проодела, значи е стварно битен момент во моето растење. И јас можеби не се сеќавам толку многу, ама мислам дека љубовта што таа ми ја оттелотворила во мене, незиното присуство како битие многу значи за мене и денес. Веројатно е тоа присуство, пак ја кажам, емпатија, одговорност, можеби, не знам, тогаш веројатно било многу несвесно, ама нели сепак се грижиш, создаваш релација со друго живо битие. Сега би сакала, Ава, можеш и ти да прокоментираш слободно. Отворен е просторот и за тебе. Би сакала да слушнеме нешто повеќе за тоа каде почнува вашата заедничка приказна меѓу тебе и Ава, па потоа ќе видиме понатаму. Мислам дека мојата приказна со Ава почнува многу пред да ја имам Ава. Да речеме пред некои 10-15 години во тој распон. Прв пат се сеќавам дека тогаш постоеше Фемина, еден форум, женски форум. Уште постои. Уште постои, да, не знаев. Имаше објавена на сторија за лабораториски кучиња кои што за прв пат го искусуваат сонцето и тревата. И мене тоа ми беше онака наслов кој што ме натера да го отворам. И тогаш дознав за проектот Beagle Freedom Project, кој што уште од тогаш се занимава со ослободување на лабораториски кучиња кои што ги користат за тестирање, но и кучиња кои што се наоѓаат во фарми за кучиња буквално, каде што ги размножуваат и никогаш немале контакт со надворешна средина, да кажеме, никогаш не дознале што значи да душкаат трева, не им се развиле нивните сетила и така натаму. И не знам, од секогаш знаев дека сакам да имам некогаш куќе, меѓутоа нели со цела свесност дека куќето е и одговорност и финансиски, и знаеме во тинеџерските години дека некои други бубачки во глава се случуваат. Некако во овој период од животот ми се случи Ава, каде што пак ја кажам, знаејќи дека сакам бигл, истражував за нивната природа. Нормално никогаш не можеш доволно да знаеш за куќето што сакаш да го имаш, сето дека не ти дојдат дома. Меѓутоа, она што е карактеристично за биглите е дека тие имаат, да кажеме, нула агресија, се компактибилни за во кафези да ги чуваат и лесно простуваат. Всушност, затоа и тие се користат и како ловџиски кучиња и така. И во лабораторија. И во лабораторија, да. Така. Добро. Сега знам дека покрај тоа што ја имаш Ава и Ава те има тебе и си живеете заедно, она што не го спомнав на почеток, а можеби е добро сега да го спомнеме, е тоа дека покрај нели ова твое обемно знаење што го имаш за лабораториските кучиња, ти си и активистка од една страна за правата на бездомните кучиња и во изминатава година тие што те следат на Инстаграм особено знаат дека сготви еден куп ручеци и вечери за не знам колку кучиња кои што живеат во шелтри, особено во шелтерот на јавното предпријатие Лајка. Тие што те знаат приватно знаат дека и храниш кучиња низ мало, да. Се грижиш за нив. Кажи ни нешто повеќе за тоа. Така, тоа е една извинете се. Ава? Ај биди културно. Седни тука. Ајде. Седни.
смири. Да, значи во изминатава година јас всушност почнав да учам многу повеќе за исхраната за кучиња и доста ме интересира надвор од она што е, да кажам, конвенционално и она што ни се сервира со добар маркетинг. Нормално тоа се случи поради здравствена состојба кај јава и почнав да читам, да истражувам и некако си реков зошто да не и за оние кучиња кои што немале можност да јадат таква храна, да им се зготват топли оброци. За прв пат во ноември или на почеток на декември, ако не се лажам, беше првата тура со зготвени оброци за кучињата од Лајка. Зашто споделив видео, имаше доста голема заинтересираност, па некако таа иницијатива си доби име Чинија љубов. Наредното готвење рецептот се триплираше, всушност, и нахранивме во бројки околу 60 на кучиња, меѓутоа искуството од она што го добивме во целиот тој процес на собирање пари, на готвење, на делење храна, мислам дека сите оние кои што волонтерски дојдоа тој ден, научија малку повеќе за што тоа значи живот во прифатилиште. Особено нели кога ние малце живееме во, да кажам, во некој бабл са, во некој круг, мејур, да, каде што нели ги гледаме условите да му ги даваме најдобрите услови на нашето куќе што го имаме дома. Меѓутоа беше добар потсетник како живеат кучињата кои што се уште се чекаат дом и мислам дека придонесе таа иницијатива нели поинаку да се гледаат нештата. Додека оваа група луѓе која што тие собра пријатели, познаници, па познаници на познаници и така натаму се ширеше нели групата колку што знам, додека вие заедно готвевте и спремавте топла храна за тие над 60 кучиња, според тебе што е она што оваа група луѓе го доби за возврат? Љубов. Љубов и свесност. Реалноста нормално не е баш лесна, која ќе се согледа, меѓутоа можеби тоа баш и ни треба во моментов. Можеби баш ни треба малце критичко размислување, ни треба малце критички ум доколку сакаме да ги промениме работите, ни треба поголема свесност за реалноста. И љубовта е тука некаде која ќе сватиш што можеш ти да направиш за да се промени тоа нешто и кој ќе направиш чекор да се промени тоа нешто, веројатно тука некаде е тоа задоволство, љубов и чувство дека си направил нешто добро за заедницата. И предпоставувам се создадоа нови конекции меѓу луѓето, иако ова е прилично скорашна иницијатива и не е нешто што долго време трае. Предпоставувам многу нови конекции си имаат создадено во меѓувреме. Да. Правејќи нешто друго за заедницата. Тоа секако придонесе нели да бидеме во контакт, да таа група која што ја направивме на Инстаграм придонесе пример да дособираме некои пари за некоја кутре што било за жал удрено од кола или на кое што му требало помош. И тоа останува. Мислам, такви групи постојат и мислам дека се такви како здрави клетки во општеството, знаеш, кои што мислам дека многу е важно да се одржуваат преку релации, преку таа заедница. Да. Затоа што тоа ќе ги смени евентуално некогаш работите. Убаво е што стигаме веќе до ова перспектива тука и би сакала тука да потенцирам дека ова е дел од работите, ова се дел од елементите кои што создаваат заедница и најчесто голем дел од заедниците кои што и јас лично ги познавам остануваат долготрајни и остануваат цврсти и одржуваат цврсти релации меѓу единките во таа дадена заедница, затоа што има некоја поголема мисија од она индивидуалното. Постои нешто што е над нас и нешто кон кое што имаме како група луѓе споделени вредности, споделени визии за како нели треба да изгледа тој проблем, дали станува збор за бездомните кучиња или за некоја друга иницијатива. Она што сега сакам да го чепнеме во разговорот е она за што мислам дека и дојдовме особено
Ава дојде денес тука, а тоа е една твоја иницијатива која што веќе 3-та година поред ја реализираш, односно ќе ја реализираш наскоро. Емисијава можеби ќе ја објавиме и малку подоцна по завршувањето на тој голем ден празничен, а станува збор за денот интернационален, предпоставуваме, ден на биглите. Кажи ни што се случува, што значи ова Beagle Day, кои се овие луѓе што се собираат еднаш годишно и одржуваат контакти во текот на овие 3 години, со која цел, што се случува и така натаму. Да, Beagle Day, всушност ако напишете на Google Beagle Day, ќе ви искочи дека 22 април е интернационален ден на биглите. Верувам дека има многу врска со правата на биглите и се она што активистите со години наназад го прават за подигање на свеста за оваа раса. Ние во Македонија 3-та година го правиме и мислам дека сме од, да кажам, расните кучиња единствена таква група која што го прави и се надевам дека и другите групи други луѓе ќе почнат да го прават тоа, без разлика дали е расно или не. Ние конкретно, бидејќи знаеме дека постои таква дата, па се собираме, нели? Пред се тоа го почнавме да го правиме бидејќи биглите се многу социјални кучиња, они за нив е многу важно да се дружат, да се во чопор, да имаат некоја заедница и они. Пак се навраќаме дека и они е битно да имаат заедница. Сега една другарка случајно ми пиша дали сум сакала да видиме дали може да направиме некаков настан, ова беше пред 3 години, да се собереме во парк да потрчаат. И така, тоа беше иницијалното. Почнавме да се распрашуваме дали како формално да го направиме како настан, меѓутоа беше прекомплицирано, никој немаше време или да се занимава со тие бирократски ствари, па направивме во групата на Beagle, пошто има една група на Facebook Beagle Македонија, многу пред мене направена, пишавме дали доколку би се собрале, би дошле луѓе со бигли. Првата година беше многу експериментално, значи стварно немавме никакви очекувања и буквално се собравме да се истрчаат во трева на трева во парк. Тоа беше целата замисла. Меѓутоа лани исто така го организиравме тоа Beagle Day. Лани беше доби некаква поинаква димензија, затоа што малку поорганизирано се собравме, беше пресмешно бидејќи биглите почнаа да прават трикови, некои од нив беа многу успешни, некои беа тотален неуспех, ама идејата беше дека се смеевме, дека се поминавме убаво, имаше преку 40 на бигли со собственици и дента собиравме донации за 3 кучиња во пансиони, кои што 2 од нив се вдомија. Третото се уште си го чека своето домче. Меѓутоа им даде видливост на тие кучиња, секоја слика, секоја реобјавување, навистина помага за едно куче да се најде дом. Оваа година исто така ќе има трикови, меѓутоа ќе во 3 категории оваа година ќе бидат, односно 3 трика кои што требаше да ги научат до сега, ава не научи ништо секако. И една слободна категорија каде што веројатно таму не е многу пријавени ќе има. Се собираме во смисла, прашуваме pet shops доколку сакаат некакви награди да донираат, да се промовираат на тој начин. И оваа година имаме планирано како сет со фотографии и портрети да се прават со биглите. И се ова е така волонтерски, без некаков притисок дека мора тоа нешто да се направи, дека мора таа дата да биде. Се случувало дека ако не е добро времето да си презакажеме на друг ден. Идејата е поинаква, идејата е да се дружиме, да се смееме со нивните карактери, бидејќи секој куче си има свој карактер, да уживаме едноставно без некакви, не знам, комплицирани ствари дента што треба да се прават. Зошто е за тебе важно ова дружење со токму оваа заедница? Што ти дава? Па ми дава смисла за многу работи. Прво морам да кажам дека овој период од животот е период во кај што можам да кажам дека сум комплетно среќна поради изборот на луѓето кои што ги имам околу себе.
поради начинот на кој што сум созреала, на начинот на кој што бирам што ми е битно во животот и дел од тоа е таа кучкарска заедница, затоа што едноставно растам и поинаку ги гледам на работите. Сега не би тоа премногу апстрактно, меѓутоа и последниве 2 години навистина се трудам да учам од активистите пред мене кои што правеле многу за животните и за кучињата. Се трудам да направам нешто повеќе за кучињата со она што можам и знам да го правам. И веројатно тоа е она што го добивам. И тоа ме доизградува во личност во која што сум денес. И уште едно многу важно прашање со кое што сакам тука да се надоврземе, што е она што ве држи заедно вас како заедница, освен тоа што имате куче од иста раса, да речеме? Кои се другите емоции, чувства, визии, можеби, што ве држат сите заедно? Па веројатно чувството на одговорност. Ава пробува да издоминира. Да молам седна. Веројатно е чувството на одговорност за оние кои што не можат сами да се изборат за своите права, верувам, кога збориме од аспект на активизам и права, нели, и кривање на свест за начинот на кој што некои кучиња се чувани, третирани, а се несоодветни. Друго чувство е припадност. Мислам дека е многу големо. Што ти прави тебе и на другите во оваа заедница да се чувствувате дека припаѓате таму? Па веројатно е онакво делче во слагалицата ако збориме за личноста која што ја прави комплетна. Веројатно тоа е многу битно за да останеме со здрав разум, ум и некои нормални вредности за се она што не обкружува. Океј. Сега би сакала малку да се навратиме можеби на некои основни некоја основна дискусија. Еве, слушнавме за твојот ангажман и заедницата околу правата на биглите, околу правата на бездомните кучиња, но она што предпоставувам оние кои што не се кучкари, за жал не се, а треба да бидат. Препорачуваме. 10 од 10. 10 од 10, баш така. Што е она што веројатно тие не го знаат, а нам ни го прави секојдневието такво какво што ни е? Еве, раскажи ни како изгледа еден ден на еден просечен кучкар или кучкарка? Генерално, мислам дека ние реалноста е дека работиме за они да имаат убав живот. Ама просечен ден, мислам дека многу зависи од карактерот на куќето. Ама, ајде да кажеме дека во таа кучкарска заедница веројатно постојат некои непишани правила кои што секогаш се почитуваат при прошетка на куче. Пример, кога шеташ со кучето, секогаш или без кучето, секогаш е важно прво да го поздравиш кучето, ама претходно да прашаш дали сака да се гали, пошто можеби не сака луѓе, нели не можеме да ги обвиниме за тоа. Ама тоа е некој непишано правило, па доколку каже дека да, супер, сака да се гали, тука пристапуваш со првично кацити или кајцити, пошто тоа е единица мерка за сладкост. И нели онака да ти се крене расположението на повисоко ниво затоа што се сретнал на такво убаво суштество. Тоа е она нели како кучкарски протокол, некој кога шеташ куче. Кодекс на однесување. Така. Мојот просечен ден почнува со будење од страна на Ава во 6 или 6:30 со потсетник дека е време за јадење. Која ќе јаде, легнува да спие, односно официјално започнува втората дремка до 9 и после тоа почнува денот нели со шетање и со нејзини завршување на нејзини потреби. Остатокот од денот спие буквално.
И кога ќе искочиме надвор, нели кога е повторно време за искачање, обично се среќаваме со луѓето кои што повторно имаат кучиња, кои што можеби спонтано ќе се напиеме кафе или ќе си направиме некој муабет така неврзан. Ама она што го добиваме од сето тоа е веројатно повторно заедница и дружење и социализација со луѓе со кои што имаме исти вредности. Колку време живеете заедно со Ава? Па 4 години. Дали можеш, предпоставувам пред Ава имаше период каде што немаше па да, долго куче. време. Да, дали може да ни направиш споредба како изгледаше твојот живот и твоето секојдневие, за секојдневието пред се, пред и сега со Ава? Па, секојдневието тотално различно. Мислам, прво на почетокот кога земав Ава требаше да се навикнам дека постојано ќе бидам ушлјакана со кал и со влакна, да. Ама претходно да бев малце почиста, ќе кажам, во смисла кога ќе искочиш надвор нема шепи на тебе. Ама искрено не би ги менувала тие шепи за нели она да имаш као фин испеглен изглед. Тоа не значи дека си прљав и дека немаш хигиена, едноставно значи дека уживаш во моментот со куќото. Претходно животот ми беше сосема поразличен, не знам, имав многу време. Одев на работа во канцеларија, поголем дел од денот бев излезена од дома, значи буквално канцелариски начин на живот имав, но тоа се смени и среќна сум поради тоа. Некако и животните ситуации се сменија, почнав фриленс да работам од дома, почнав повеќе да бидам дома, во смисла да не сум врзана со канцелариски простор и да работам од каде сакам, тоа значи дека нели си ја носам Ава кај што работам и генерално е присутна во работите што ги правам. Претходно беше празен тој простор некако. Дали ти се трансформираше социјалниот круг? Апсолутно. Ова е нешто што кај себе го приметив и затоа те прашувам. Мислам дека јас се уште ги имам пријателите што ги имав од претходно, ама имам и еден куп други пријатели, вклучително и кучиња, кои што се почесто во моето секојдневие сега, отколку што се моите, да речам, долгогодишни пријатели од претходно. Се додека моите долгогодишни пријатели конечно не решат и тие да станат кучкари, за да можеме да се гледаме почесто. Да, така се трансформираше во голема мера. Многу нови пријатели стекнав, со некои помалку се гледам, ама и тоа е во ред. Исто така и со роднини помалку се гледам, ама и тоа е во ред. Така што се додека си ги почитуваме границите и се додека си ги почитуваме изборите во животот, нели, тоа е нормален циклус. Едни ќе доаѓаат, други ќе одат и тоа е тоа. Дали Ава има најдобра другарка или најдобар другар од кучињата во Маало? Да, вака ние имаме две Маала за дружење, едното е во Аеродром. Во Аеродром има 9 бигли кои што се собираат во еден ист парк и тој е попознат како паркот на биглите. Пак ја кажам, за нив е доста битно да имаат така како чопор, да се дружат постојано. Чопор во смисла баш од нивната раса или па било има што? И други кучиња, например, најдобрата другарка на Ава, со која што стварно многу се сакаат е Стела и бордер коли. Меѓутоа она има стварно и кучиња другарки кои што се на мои другарки кучиња, па се дружиме така, се дружи со кокер, се дружи со пудла, со француски булдог. Имаме со децата на другарките. Да, така. Така што генерално си има и она свое друштво. И мило ми е поради тоа, пошто стварно гледам дека значи и за неа, а и луѓето со кои што ме поврзала таа, некако станале семејство кое што ни го избрале кучињата, нека таква дефиниција, и кое што била и во најтешки моменти со нас, бидејќи сме имале неколку ситуации со
труење од улица и такви ствари. Меѓутоа баш тие луѓе со кои што ме поврзала Ава биле тука најмногу за мене. И можеби ова е некој надополнување на прашање што се добива од таа кучкарска заедница. Се добива поддршка која што може да ти ја даде човек само кој што е во иста ситуација со тебе. Пример, не знам, сигурно има заедница на мајки кои што ќе се разберат меѓу себе затоа што нешто ги поврзува нив, нели? Затоа што едноставно поинаку се разбираат, имале слични ситуации и така натаму. И разбирањето, поддршката е она што се добива од таа заедница. И она што е многу важно овде да го спомнеме е дека Ава, покрај тоа што е доста популарна во две различни мала во Скопје, таа е популарна и на социјалните мрежи, да не речам инфлуенсерка, речи си. Така. И ова е еден феномен на кој што јас искрено претходно нешто се смеев, туку се исмејував и си велев како луѓето го прават ова, као не ми е јасно зошто прават профили на кучиња на Facebook и на Instagram. Сега јас самата сум во искушение да направам профил на моето куче. Ава веќе има, еве, она ни е идол. Кажи ми, дали што значи тој профил за тебе и за заедницата која што ја имаш околу себе? Дали ти помага да одржиш некоја заедница или да поттикнеш здружувања некакви? Профилот на Ава прво помага да не ги замарам луѓето на мојот профил со контент од Ава. Мислам дека ги спасува некој од нив. Меѓутоа, тој профил е направен за да се поврзам со луѓе кои што имаат исто кучиња. Преку тој профил сме се здружиле со доста луѓе, сме собирале донации, сме промовирале одредени вредности кои што сметам дека треба да бидат дел од тој профил, како исхрана, како пак ќе кажам мал поглед на тоа на конвенционалното што ни се сервира. Дефинитивно многу кучкарски групи за кои што зборуваме баш на теми поврзани со кучиња. И тоа докфлуенсерство е да кажам некој понов термин кој што им дава видливост на тие прекрасни суштества кои што заслужуваат да имаат место таму. Пошто и онака интернетот е полн со секакви содржини. Подобро со вакви да биде. Се согласувам. Океј, мислам дека тука ќе го заокружиме нашиот разговор, а линковите до профилот на Ава и други корисни линкови ќе ги прикачаме кога ќе ги објавиме рилсовите и видеата и аудијата од овој разговор, така што сите оние кои што сакаат да ја следат Ава, а се надевам сите сакаат, мислам стварно има смисла да ја следите Ава, ќе може да ја заследите преку тој линк. Ви благодарам што бевте тука и на двете. Не знам сега Ава каде е моментално, некаде под маса повторно. Ова беше баш интересен, краток и топол муабет и искрено се надевам дека оваа година Beagle Day ќе донесе уште нови иницијативи и ќе поврзе уште повеќе луѓе кои што ќе можат заедно потоа да прават општествено добри и хумани дела. Освен ако немаш нешто што да додадеш, Ема, мислам дека тука ќе заокружиме. Ви благодариме на тоа што останавте до крај, да го следите овој разговор. Се надеваме дека присуството на Ава ви беше дополнителен плюс, иако се обиде да го узурпира микрофонот и да го доминира просторот малку повеќе отколку што очекувавме. Но ја оставивме да си биде таква каква што си е, природна. Овој разговор завршува тука, но за месец од сега објавуваме следна емисија и ве очекуваме и ве покануваме повторно да следите
еден нов разговор за една нова и поразлична, но сепак многу слична заедница.